Уште една спектакуларна бела ноќ во Скопје гореше плоштадот Македонија со танцовиот воздушен перформанс на групата Екзос од Швајцарија. Направија шоу од кое застанува здивот и покажува дека Скопје, како и секоја друга светска метропола, може да гори од културни настани. Фронтменот на Екзос го најави својот перформанс на необичен начин. We just try to fly on the air, but it's never worked. So, and we try to dance like that, but we're not so good dancer. What can I say? We do music, but we play so bad. So, and we try to scare the people, but it doesn't work also. Yeah, you know. Белата ноќ го обели образот на скопјани, често обвинувани дека не следат културни настани, но и ја наметна потребата дека вакви манифестации не треба да се случуваат само еднаш годишно. Добра е можноста публика масовно да ги посетува настаните, меѓутоа не треба да остане тоа само на една вечер. Значи, Бела ноќ само е можност и треба да биде повод и да ги заинтригира пошироката публика да ги посетуваат изложбите и не само за оваа вечер, него и во иднина. Да се одвојат повеќе средства за организации, за институции кои што очигледно работат на тоа да ја збогатат културната сфера во Македонија. И мислам дека од култура и од уметност никогаш доволно, се разбира, треба и повеќе. А уметност се создаваше и се презентираше. Необични и храбри проекти кои имаа за цел да ја подигнат јавната свест. Ова е 9-часовен мултимедијален арт проект на луѓето кои се собрани во Цивил арт центарот. Инаку еден проект кој обединува многу апокалиптични визии на над 10 уметници од градов и од државата. Еден проект кој воедно е своевиден крик за слобода, за човекови права. Се работи за авторка од Србија Даниела Блашетич, кој што се представува со еден циклус насловен како цинк. Значи, употребува цинкови плочи, нешто што може да се каже дека е отпаден материјал и од тоа создава некои интересни слики и објекти. Белата ноќ инспирација и за кафулињата, особено оригинални кај мајкати и таткоти. Ова е прва бела ноќ што се одржува во овој кафир, заради тоа што е тази отворен. И понудата прво ќе бидат многу мајки и татковци, еве како што гледате. Така, и ќе биде во смисол на пијачки, мислам ќе имаме, организираме, бидејќи се наоѓаме веднаш до руската амбасада, организираме White Russian Night. Викендов Скопје беше преплавено од културни настани, оперски арии, изложби на еминентни домашни и странски уметници, необични перформанси, провокативни представи, мултимедијални поетски читања, се цртаа графити и се делеа книги. Скопје е единствената метропола на Балканот каде се случува Белата ноќ, која пак паралелно се одвива во сите европски центри.